почнува. Добро утро и добро ни дојдовте. Денес имаме најново издание на магазин. Ќе биде интересно, бидејќи имаме двајца близнаци, двајца музичари од другата страна, кои што некако постојано ги носи животот на исти страни, иако сега едниот повеќе функционира од Македонија, другиот од Виена, но во секој случај интересна приказна, меѓу останатот имаат многу новитети за тоа што и како прават, како стигнале до тука, што значи да се биде близнаци на иста сцена, ќе ни раскажат и самите. Ѓорги и Јордан Петрушевски. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро. Добро утро, Тино. Благодарам на поканата. Добро утро на гледачите на Силта телевизија и на вистина ние чести и сме задоволни што сме дел од оваа емисија во ова студио. Драго ми е, ние се договаравме уште минатата година, но некако патот не носеше да бидеме заедно во студиото. Како сте, дали сте утрински луѓе, прво би ве прашал или не? Обично музичарите не се баш утрински луѓе. Да, ајде официјално да започнеме емисијата. Би кажал дека дефинитивно не сме утрински луѓе. Зошто? Затоа што сите наши проби и сите наши представи практично започнуваат малку подоцна. И ние некако вака свежо доаѓаме. Во неделата завршивме со мојата успешна премиера и се уште сме под импресии и полни со емоции. Многу ненаспани, со многу труд и работа посветена, така да се надевам дека ќе имаме еден успешен разговор и дојдовме специјално да ги доловиме тие посебни емоции и впечатоци кои што се уште се во нас од неделата од нашата премиера. Така, одлично, ќе го направиме тоа, ќе покажеме и видео снимка од тоа како помина премиерата на само некој ден од сега. Дали ти беше дел од оваа представа или дојде за поддршка на брат ти? Така, добро утро од мене. Причината зашто сум во моментот во Македонија е токму тој. Најголемата поддршка имаше од мене, како што и во текот на процесот на работа, така и во крајот на креацијата. Јас бев дел од проектот како пианист, каде што ја водев главната музика. Практично тоа беше представата која што ја подстави на малата сцена, телефонот од Джанкарло Меноти, каде што јас ја земав улогата на пијано придружба. И беше одлично, беше магично, и како што каже Ѓорги, се уште сме под импресија, практично почнуваме со тој настан, бидејќи емоциите, возбуденоста се уште има во нас и ете, среќни сме што успеавме да го направиме тоа во една таква преубава форма. Одлично. Јас се ве прашав дали сте утрински луѓе, бидејќи сакав да се загрееме добро со една игра. Верувам дека ќе биде интересно. И двајцата ги дзирнавте од прилика прашањата, викате многу прашања јаштино. Не му ги покажам, не му ги покажам. На сам врес јас те уловив малце. Ти проба да дзирнеш, ама не успеа. Како и да е, ништо страшно. Така да не сме спремни. Не ги знаат прашањата, да. Ќе имаме 90 секунди вкупно и ќе видиме што ќе успееме да одговориме за тие 90 секунди. Треба да ја довршите реченицата која што јас ја почнувам со првото нешто што ви паѓа на памет. Ако во прашањето, односно во реченицата го има вашето име, тогаш го одговарате нели според тоа, доколку не одиме неизменично. Ајде, може даже така? предизвик некој утрински предизвик. Ете така. Може ли да почнеме? Може. Режија, дали сме спремни? Ајде. Ѓорги без обоа е како? Како гол? Јордан без пијано е како? Како без една патика? Кога ќе сгрешиме на сцена, првата мисла ни е? Што направив? Нашата најсмешна заедничка случка е кога? Го скокаме. Тајната супер моќ на близнаците е? Да се разбираме без... Знаат се еден за друг. Тишината помеѓу две ноти за нас значи? Една голема пауза. Драмска пауза. Татот од Скопје до Виена не научи дека? Не е лесно. Дисциплина. Животот, односно како близнаци музичари, нашата најголема предност е? Знаеме како да се разбереме. Кога сме на сцена заедно, чувството е? Извонредно. Магично. Разликата помеѓу обоа и пијано најдобро се гледа во? Нас. Кога некој ќе не помеша кој е кој, ние? Се чудиме. Да си има брат близнак значи? Да си
Посебен. Посебен? Најчесто се расправаме за Се. добро е. Немаме веќе време, уште 2 секунди, мислам дека беше Стигнавме добро. до целта. Стигнавме некако до целта, да. Добро. Чекај сега да се навратиме малку анализа, знаеш, на она кога има тестирање, па каде кој сгрешил и така натаму. Како беше муабетот за кога ќе ве сгрешат, вие се чудите? Да. Не се чудите ако не ве сгрешат? Не. Некако очекуваме дека луѓето Пологично е да ве сгрешат. Пологично е да не сгрешат и практично сме навикнати веќе дека треба луѓето да не сгрешат. Да. Аха, добро. Така што ретко, дури ете можам да кажам и домашните, односно фамилијата, ако е некоја ситуација на телефонски разговор, има моменти кога и они прашуваат кој е сега на телефон. Стварно? Да, така да Посебно мајка ми, тоа е енигма, она до ден денес се уште се прашува кој е Јордан, дали Георги зборува, дали Јордан, и тоа на нас не е некако токму така. многу интересен. Практично сите ситуации поврзани со тоа дека не знаат кој е кој, да прашаат еј те видов, не ме поздрави, еј ти ли беше или брат ти, се дел од нашето секојдневие, практично ние живееме со тоа и веќе цел живот ви е така. и не ни размислуваш дали практично си спремен да кажеш еј не бев јас, тој или јас сум тој. Сте го злоупотребиле ли ова во одредени ситуации? Да се извадите на сметка на другиот брат? Мислам дека ние сме единствените така близнаци во една таква комбинација каде што и во текот на учењето Георги ќе го прифати одма не сакавме да го искористиме моментот на едниот да отиде да зборува за другиот, да му помогне на другиот, секогаш бевме насочени правилно, секогаш секој си знаеше која е неговата обврска и некако немавме потреба да истото. Никогаш не се случила таква Никогаш не се ситуација. случило. Дури во најмалите нозе во клупа, каде што баш кога бевме во основно па и средно образование, никогаш не сакавме да го искористиме тој момент. Ете едниот да ускокне за другиот или да влезе во пресред, просто само си работевме секој со одредена цел и така. Така не сте излажали ниту мајка би понекогаш? Сега може Сега би зборувам и како деца и како тинеџери. Знаеш за некоја можеби таква интересна ситуација која што се случила? може Во би имало секојдневниот таква живот ситуација. секако дека имало, да. Имало, али не сме ставале акцент на тие работи, практично секогаш сме гледале секој да си ја знае својата работа и да си иде по своите обврски без да сме товар еден на друг, а практично па заедно на крај да создадеме нешто кое што ќе си помогнеме еден на друг, а да не зависиме. Така. Сега кога сме веќе на тема во близнаци, ще неколку под прашања. Стварно ли се знаете еден за друг? Па ете да кажам дека може би да, не со некоја посебна причина, туку бидејќи практично ние заедно живееме и заедно твориме, заедно работиме. Ете, морам да напоменам, освен овој последен период каде што малку се разделија патиштата, односно он остана во Виена, јас сум овде во Македонија, но сепак секојдневието ни е заедничко и тоа предизвикува да се знаат сите наши детали и ситуации во текот на животот, а и видете, ние креираме постојано, ние работиме, имаме концерти, проекти, представи, и во самиот процес на пробите и паузите и секојдневниот и приватниот живот нема како, неизбежно е да практично сокриеш нешто, целиот оној животен тек го споделуваме и практично ние заедно и се градиме кроз тоа. И сметам дека има многу доблести и така, а и близначката поврзаност е малку поразлична. Тоа сакав да споменам, она интуиција што ја викате сето тоа. Еве сега сте вие на Скопје, генерално периодов кога сте разделени. Има момент каде што чувствуваш дека еве нешто се случува со брат ти, дури кога ти нема кажано? Така, Тино, многу интересно прашање затоа што како поминува времето, нашата поврзаност е се уште присутна. Просто од таму из него и поддршката, затоа што ние сме во постојана комуникација и некако и како конзистентен состав на сцената ни дава за право да постојано сме еден за друг во секое време, да сме присутни и да сме спремни еден за друг. Меѓутоа таа интуиција некако се имам навикнат од мали нозе. Тогаш повеќе доминираше таа емоција помеѓу нас. Тоа го знаат и останатите. Претпоставам и гледачите ќе се пронајдат зашто таа близначка линија која што кажа поврзаност Георги
токму е првата емоција е интуицијата. Присутна е, меѓутоа сето тоа некако се сведува на крај на поддршка, на постојана комуникација и сум многу благодарен за истото, зашто многу ни помага во текот на работата. Интересна е вашата приказна, што нели како близнаци двајцата тргнувате во музиката, нели се таа приказна започнува тука во Скопје, во средното музичко училиште, па продолжувате на факултет, нели, Бугарија, па магистратури и така натаму. Од старти двајцата бевте талентирани за музика или некако природно им беше на вашите родители дека двајцата треба да делите иста тема, иста кариера, исти работи? Да започнам, и двајцата имаме одговор на ова прашање, ајде и двајцата помалку. Така. И ќе формираме една целина. Види, нашиот пат со музиката започнува од најрана возраст, практично На баш основно музичко училиште. Од 6 години, да, со тоа што самите ние појавуваме некаков афинитет во врска со изучување на инструменти и љубов кон музика. Моите по природен пат не запишуваат во музичко училиште и ние самите подоцна го наоѓаме нашиот пат и остануваме во тоа, односно прераснува во една љубов, а фала му на Бога, денес една успешна професија која што и двајцата се храниме со истата и живееме за истата. Така да, ете, некако би кажал кратко и јасно дека од најмала возраст и се до ден денес. Така, кога ќе ме праша, кога доаѓа она актуелното прашање како започна се, кај мене започна се, тука се крие едно мало дете на 6 години, каде што никако не беше присутна само љубопитноста, како што кажа Ѓорѓе, кај нас беше никако како свесно да си го избравме музичкото на образование, паралелно со и основното. И од прв момент и самите актуелни професори во тоа време го препозна нашиот талент, нашата љубопитност. Тоа беше јас едва чекав да дојде денот да идам на пијано час, да научам некоја нова песна во тоа време, композиција. Фактички двајцата почнавте со пијано, нели? Не. Или не е тоа стандардната процедура? Во врска со класификацијата кој на што ќе свири, на каков инструмент, Јордан беше цврсто убеден да сака пијано. Од старт. Тоа се знаеше кај мене. Нашиот татко во тоа време направи некоја проценка дека можеби би биле поинтересни во иднина во изучување на два различни инструменти, како богатство и како едно заедничко дуо, што сум исклучително благодарен затоа што навистина излезе така и јас земам... Морам да го прекинам во тој момент, сите бевме одлучени дека сите пијано сакаме, меѓутоа јас стоев цврсто на ставот. Зате мали деца, пијано, гитара, виолина, тие се некои познати инструменти кои што сите ги знаат и се познати и се поблиски. Так. И во тоа време јас реков дека ако не биде пијано, ќе биде дувачки инструмент. И на тој начин ја одбрав обоата, кој што навистина е еден исклучително тежок дрвен дувачки инструмент и бара огромна дисциплина и посветеност, и како едно мало дете на таа возраст да изучува таков инструмент беше во тоа време па и табу тема, зошто? Затоа што прво беше многу тешко, не е комерцијален инструмент. Не е комерцијален, тешко да се набави, тешко да објасниш на другарчињата во школа што свириш, па што е тоа, зашто. А сигурно и роднини и пријатели викале, па што ќе правиш ти со тој инструмент во животот, кај ќе работиш. Да, што ќе правиш, зошто ова, иди нешто полесно, зошто се мачиш. Почетоците исклучително се тешки во секоја професија, особено и во оваа, мора човек да е издржлив, истраен, и навистина еден, како да кажам, не еден лесен пат за едно мало дете да земе таков тежок инструмент и да сака и постојано да истражува нешто во него за да го задржи кон себе. И практично тоа е еден пат и еден тип на карактер кој што не се откажува и на мене лично како човек секогаш ме воделе лидерски работи, односно сум знал дека обоата е исклучително тежок инструмент, па од друга страна дека е еден главен инструмент каде што се водат сите главни делници во светските оркестри, во оперски, во филхармонија, така што... Тоа значи дека ти сакаш да си лидерот во тимот? Некако природно сум сакал да бидам секогаш на солистички инструмент, на лидерска позиција која што навистина има што да понуди. И сите тие нешта и прекрасна музика и, како да кажам, накратко до гледачите да ме сватат, е
исклучително тежок инструмент, но со една прекрасна тежина, прекрасна музика, една убава енергија. И се пронадав многу во тоа, бидејќи научив да дишам јас со музиката преку тој инструмент и понатаму нели го развивам моето образование, ќе збориме малце подоцна за тоа. Да, она правилно дишење што нели сите го викаат, а многу малку го практикуваме. Всушност не ни знаеме дека не дишеме како што треба. Така е. Во позадина слушаме дел од музиката на најновата представа, телефонот, премиерата беше овој викенд. Така е. Како си поминавте, задоволен ли си од тоа како излезе ова дело, со оглед на тоа дека ете имаш лидерската позиција, односно режисерската палка. Сега сваќам зашто си запишал режија. Од Токму психолошки така. аспект веќе е многу логично, да. Супер прашања ни се уклопуваат, супер движиме ни се уклопуваат сите прашања. Јас ти реков на телефон, брат, ти беше многу сумлив. 5 пати ме праша се спремили за нас, спремили за Затоа нас. што ние никогаш не доаѓаме спреми, просто е енергијата. Викаш дали се сомневаш ти во моите прашања? Види, точно се движи динамиката на право место. Да, точно застанав таму каде што треба да продолжиме, значи сме завршиле со обоата и потоа осетив дека треба да ја проширам мојата музичка подготвеност и креација и решив да се од секогаш било желба, но сум ја оставил малку да се развијам повеќе музички, па потоа да продолжам во тој правец, односно запишав музичко-сценска режија во Националната музичка академија Панчево Дегера во Софија, каде што е навистина исклучително тешко и не така лесно се стигнува до таа катедра, бидејќи бара исклучителна подготвеност и огромна креација. Се навраќам на главното прашање, викендов, односно во неделата, имавме успешна премиера каде што се запишав како режисер на опера Буфа, Телефонот од Джанкарло Меноти, каде што се закетив со моето прво режиско деби во Македонската опера и балет, што за мене е исклучително ова ти беше првенче. Да, првенче, кое што го направив со еден многу исклучително одбран тим, во кој што учествуваше и мојот брат. Тој се запиша како музички продуцент на мојот проект, односно мојата представа, го свираше пијаното, односно замена за целиот оркестар, бидејќи таа представа во оригиналната форма е напишана за оркестар. Он го свираше пијаното, односно го замени целиот оркестар. Имав одличен тим кој што многу свесно го бирав. Јаворка Витанова беше како сопран, односно во логата на Луси, и добро познатиот актуелен бас баритон Иван Нумовски, кој што беше во логата на Бен. Благодарен сум, многу емоции има околу оваа представа, морам да признаам, бидејќи ете има некои 48 часа од незината реализација. Уште онака треба да слегне. Уште треба да слегне и претпоставувам дека и гледачите ќе осетат таа енергија. Има многу што да кажам и тебе на телефон ти кажав, Тино, не можам да соберам се уште емоции и впечатоци за да комплетирам една вистинска завршна слика за да можам да ја презентирам, бидејќи навистина е нешто исклучително да се представиш во Македонската опера и балет, која што е моја матична институција и куќа. Практично се започнува таму. Јас сум таму во иство оркестарот, сега се запишувам и како режисер, што е за мене исклучително предизвик. Зошто? Затоа што успеав успешно да ги изреализирам и двете професии кои што се исклучително тешки. Се навраќам на представата, сум многу благодарен до раководството на Македонската опера и балет за можноста, довербата и поддршката за мојот сон да стане реалност. Се заблагодарувам јавно на сите луѓе кои што ми помогна за сето ова да застане и да се искрира на сцената на Македонската опера и балет. Беше на малата сцена, но ние направивме една таква слика и сценографија која што изгледаше како да е на голема сцена. Сценографијата ја направив јас, костимографијата ја направив јас, режијата ја направив јас, светло дизајнот го направив јас во координација со еден извонреден маестрален светломајстор Милчо Александров, поздрав до него. Балерината во проектот, кој што практично беше алтер его на женската енергија, беше Наташа Тандафилова Гицев, а кореографијата ја направи добро познатата наша прима балерина Марија Кичевска.
која што е моментално директор на балетот. Поздрав до незе и навистина сум благодарен бидејќи некако по природен пат ми се случи да работам со исклучително добри луѓе. Така, добра екипа сте се Добра собрале. екипа, да. Јордан, многу ме интересира како е да се биде дел од проект во кој што е режисерската палка на твојот брат. Има ли тука привилегии? Има ли разлика во неговиот однос помеѓу брат и режисер? Апсолутно. Прво би кажал дека возбудата беше немаше крај. За прв пат јас бев тоа го разговараме и се уште практично одговорот е зашто се појави таа возбуда како емоција во мене, затоа што за прв пат одговорноста ја осетив Поразлично. Поразлично, така е. Влегов многу сигурно во проектот. Малтене како што кажавме, сме разделени во Виена, меѓутоа се посветив прилично долго да го сработам суштински, затоа што знаев што значи за него целата оваа приказна и целото ова поставување. И некако одговорноста беше апсолутно на никое си друго ниво кое што како што кажав на крај возбудата и немаше крај. Јас никогаш не се чувствувал повозбудено, во исто време погордо затоа што улогите некако ја чувствував и неговата одговорност. И на крај би кажал само дека сум бескрајно благодарен на сите членови кои што се појавија во тимот. Направивме една неопишлива креација, музичка креација која што стварно Георги како режисер остави една посебна убава енергија на таа мала сцена. Се надевам дека и публиката го осети тоа, затоа што публиката е она крајна наша цел, затоа што нашата порака е публиката. Судијата. Да. Така, просто се уште некако не можам да ги извадам емоциите од мене, затоа што се уште се прашувам што беше, тоа беше стварно магично за сите нас. На вистина се надоврзувам на него, не ги заборавив, односно сакав да ги поделам во креативниот тим луѓето. Прво ги кажав луѓето кои што беа дел од Македонската опера и балет, односно што работиме во внатрешноста, а сега би сакал да се заблагодарам на сите наши спонзори и луѓе кои што учествуваа во проектот, односно дадоа еден значаен белег и поддршка за исто така да се реализира. Огромно благодарам до мултимедија и фотографија на извонредниот уметник Емил Петро, на Димитар за видеото, на студиото за убави на Араби, која што учествуваше во шминката и во фризурата, на стилистот Маја, која што Араби, која што... Ке треба фактури да праќаме. Да, која што учествуваше во самата креација, односно добро, они се исто така познати на јавноста во стилот и во шминката, и некако сум многу благодарен што пак ќе се навратам и луѓето во театар и луѓето надвор од театар некако се споивме сите заедно, искреиравме нешто заеднички и сите се пронајдовме и сите дознавме што уствари сака сите дознаа што сака режисерот, односно јас. Так. И пробите течаа толку со леснотија и секоја проба имаше посебна креација што на вистина во неделата имавме одлична публика. Тоа е најважно на крајот. Најважното за еден уметник, односно за нас е пораката е публиката и чувството каква е публиката, бидејќи не е само да кажеш имавме публика, да, публика можеш да имаш, но битно е каква публика. Ние имавме вистински публика од македонската фела, критична публика, односно наши колеги, добро познати уметници кои што имаат исто така извонредна кариера и на вистина млади и креативни луѓе кои што знаат да препознаат што е добро, а што е лошо. И тука е уствари нашиот успех. Тоа е кога имаме ние задоволна публика и ние практично работиме за публиката и мојата цел е да оставам порака на публиката, а најважната цел во моментот за мене е да јас ја доближам операта, односно уметноста како опера, мюзикал, поблиску до младите луѓе, да не биде нешто далечно и странно, да биде туку да биде нешто блиску и да можат полесно да го сватат, да не сметат дека тоа е едно комплексно дело кое што не можат сите да го слушаат само за возрастните. Ја толку чисто драмски, некако го извади максимумот од сите нас, иако јас како пианист задачата ми беше комплетно да ја водам музиката без ниту една воздишка, што би рекол. Многу комплексно дело, меѓутоа сум горд што излезе на таков начин како што излезе. Беше и за мене една голем предизвик.
меѓутоа ја постави толку чисто и јасно и некако го извади потенцијалот од сите нас, поготово од ликовите, кои што се наоѓа во актуелната приказна на самата опера. И некако сметам дека сите се чувствувавме во еден сите го најдовме сопствениот ритам и некако се чувствувавме толку сигурно на сцена и еве кога разговараме приватно како една, што би рекле, сума сумаром за целиот настап меѓу нас, членовите кои што бевме од целиот тим, се уште немаме што да се кажеме. Се прашуваме што направив. Одлично. Многу брзо ни помина времето, не успеавме ништо останато да споменеме, а мислам дека беше доволно интересна приказна. Ви благодарам многу за гостувањето, да се гледаме за убави работи. Фала ти благодарам од срце. Уште многу творење и многу Ти благодарам музика. и јас. Се надам ќе има следна прилика каде што ќе успееме да ги извадиме сите актуелни битни настапи кои што се случија периодов и оние кои што следуваат. Меѓутоа, фала ви на поканата и до следно гледање. Благодарам Тино и од мене. Беше кратко, но успеавме да доловиме една актуелна тема која што се случи неодамна и сметам дека ќе имаме можност повторно да зборуваме за сите наши успеси и за културата која што е неопходна на Македонија и на нашето општество. Така, се ви благодарам уште еднаш. За крај ќе одиме со Дупер, нивната најнова песна на Бола Пат, да видиме дали ќе ја надмине популарноста на Може. Уживајте во нивниот заразен ритам и останете на сидел.